Ovo sum јас, Евтим Гашев, на 27 години, кога излегов од затвор, каде поминав 7 години. Роден сум во Скопје, 1925-та, а бев затворен за ВМРО од 1945 до 1952 година. Со ово моје автентично искажување, сакам од временска дистанца со еден инсерт да ја доволам атмосферата на едно време, односно невреме. Те ветрови на демократијата силно ги уриваат зидиштата помеѓу луѓето и народите, кревајќи ја при тоа железната завеса на студената војна, за да се на сцената искачат некои нови актери, ослободени од комплексот на реал-социјалистичкото еномие. Во тој контекст се јавувам со своје искажување, за кое ниту случајно не си земам право да делам урок по историја, туку се обидувам да од своја временска дистанца осветлам една од многуте делници од патот кон Голгота, што ми го додели најхуманото општество со сета своја бруталност, неправди и лаги, кои што царуваа и врз овој македонски простор. И во најтоталитарните режими се наоѓале луѓе кои што сакаат да мислат со собствената глава и таквата авантура ја плаќаа со таа иста глава со која удираа во зид. Таку беше и случајот кога војниците и старешините од македонската артилериска бригада, напуштајќи ја својата касарна на Скопското кале, излегоа на плоштадот и демонстрираа пред домот на армијата. Тоа беше на 7 јануари 1945 година, кога во тоа исто време во домот на армејците се одржуваше Конгресот на македонските комсомолци, кои додека еуфорично скандираа Сталин, Тито, Лазо, на плоштадот артилерците негодуваа, одбивајќи да го својот победоносен поход насочат кон Берлин, туку бараа да одат на Солун. Овој бунт на немирните артилерци веднаш беше оквалификуван како акт на контрареволуција и како таков сурово задушен. Како поминаа непослушните артилерци и со каква цена ја платија својата авантура, знаат само тие, а сигурно би сакал да знае и македонскиот народ. Во мај 1945 година во Скопје беше затворена поголема група од 20 бунтовници, на кои не им се бендиса коминтерновско-белградското решение на македонското прашање. Тие грешници поинаку си ја замислуваа и посакуваа Македонија. Па цената на таа своја љубов мора да ја плаќат мощно високо. Од оваа група на народни непријатели, во која се најде и пишувачот на ова исповед, на црна обвинителна клупа пред Народниот суд седна 11, од кои што 2 ја вкусија смртната казна, додека останатите куртуливме само со тешка присилна работа од 1 до 20 години. Практично, казните, освен стреланите, издржавме од 1 до 12 години. Овој исповедник, кој тогаш имаше од 20 години, Народниот суд му товари на крепките плечи 12 години тешка присилна работа, од кои одробува само 7, а останатите 5 години најхуманото општество ми ги прости. Наравучение. Преди да нешто засакаш, распраше се првин за цената. Ги превртувам пожолтените лисја на пресудата, пред која се згрозувам, чудам, возбудувам и прашувам. Зарем навистина сите овие лаги чинат повеќе од човечките животи и урнисаните младости. Судската пресуда, како тогаш се практикуваше, беше богато илустрирана со фалсификати, измислици и лаги. Не оквалификуваа како народни непријатели и разбивачи на Југославија, не оцрнуваа се севозможни и невозможни епитети и етикети, само и само да не пред сопствениот народ представат како терористи, банчовисти, фашисти, империалисти, шпиони и слично.
За наша голема среќа, вистината беше само една. Бевме експонирани недоволници од болшевичкото решавање на македонското прашање, а Македонија си ја замислувавме како суверена, самостојна, обединета и некомунистичка држава. Бевме убедени и дефинирани македонци, задоени со идеите на сенародната, единствената, првобитната и неповторливата ВМРО и со идеалот на крваво испишаниот Крушевски манифест. Предводени од това кредо, жестоко се спротивставувавме на врховистичката кауза на Ванчо Михајлов и на сите други антимакедонски идеи. Уиграниот режисерски тандем по сурово спознатите обвинителот на Скопје, прилечанецот Благој Поповски и председателот на судскиот совет при окружниот суд во Скопје, косовскиот влав Панта Марина, одлично ги режира смртоносните драми, чии епилози однапред беа предвидени. Основниот и единствениот доказен материјал на судската фарса беше монструозното сценарио, подкрепено со само признанијата на обвинетите, до кои по правило се доаѓаше со безмилосна физичка и психичка тортура. Во доказната судска постапка не се предочи никаков друг релевантен доказен материјал. Ниту еден единствен куршум, леток или експлозив не се изнесоа како доказ за толку тешки обвиненија и уште пожестоки пресуди. Значи, цитат, нашата борба за отцепување на Македонија од Југославија, за да истата биде самостојна, завршен цитат, беше единствено подкрепена со фактите кои што доминираа во пресудата. Сакал, мислел, рекол, бил, станал, се борел, се согласил и се така глупост до глупост. Гнасните навреди и лаги не ни пречат да во затворот и покрај исцрпувачката присилна работа и физичката тортура не водиме идена борба против бедните големобугарски и големосрпски остатоци, не дозволувајќи им да заблудат или заврбуваат ниту еден новодојден затворник. Така, ванчовизмот, бугарштината и четништвото не само што ги разобличивме, туку и нанесовме пораз, тука на македонската почва и тоа за затворските зидишта. Нехумано, цинично и навредувачки звучи дека јадниците македонци кои што прокрварија во изследните затвори, Централниот затвор и Идризово, како и по логорите на смртта во грозоморниот Добој, Сарај, Отешево, Царина, Рудникот Злетово, Галичица и други, се прогласува за антимакедонци и приврженици на туѓите интереси, иако самите властодржци знаеа дека сме македонци задоени со идеите на правобитната ВМРО. Вазалите од Македонија верно и честно си ги извршуваа татковинскиот долг, додворувајќи му се на постариот брат, испраќа во белгарската централа известија за ликвидирање на измислените ванчовистички банди и задушување на контрреволуцијата во Македонија. Чувствувам потреба да се автентично искажам за нашата затворничка борба против ванчовизмот и бугарштината воопшто. Кога после 3-месечното крваво исследување во Озна ме префрлија во централниот затвор, имав можност да се во четврта соба сретнам со Јордан Чкатров, еден од најеминентните идејни соработници на Ванчо Михајлов. Тој во ванчовистичката ВМРО ја заземаше високата функција на задграничен представител и основоположител на нивниот весник Македонска трибуна. А за време на бугарската окупација на Македонија, тој беше адвокат во Скопје. Јордан Чкатров пројавуваше големо љубопитство за нашето затворање, па во еден случај, во присуство на Никола Попов и Радко Градишки,
обајцата од нашиот процес, тој ме праша зошто сме затворени. Јас лаконски му одговорив за самостојна и обединета Македонија. При моите зборови тој не го сокри своето големо задоволство и искрената насмевка, па од восхит ме потчупна по раменицата. Не се съмневам, че си добар българин. Патетично ми се обрати Чкатров. Имав известни презнаења за неговите врховистички сваќања, тај многу не се изненади, но веднаш остро реагирав. Господин Чкатров, јас не сум бугарин. Ниту пак е македонскиот народ, бугарски народ. На мојата реакција, тој мощно се изненади и разочара, па со еден кус, но енергичен ораторски монолог, како лавина врз мене го истори својот големобугарски бес, негирајќи го постоењето на македонскиот народ, нација и јазик, потенцирајќи дека сето тоа е плод на сербоманско-комунистичката пропаганда и фалсификати. Не бев многу историски и политички поткован да му се нарамниште спротивставам, но сепак без двоумење реагирав со зборовите. Националните чувства на македонскиот народ не се никакви фалсификати, господин Чкатров. Тој својот монолог го заврши со навреди и закани дека ваквите мои погледи се преварство и за таквото моје ренегатство шефот, мислејќи при тоа на Ванчо Михајлов, главата ми ја скинал како на вравче. Да признам дека ова моје политичко крштевање ми представуваше големо сознание и капитал во понатамошната борба со врховистите. После големото бегство на Ѓурѓевден 1946 година на голема група затворници од Идризово на чело со адвокатот Стефан Стефанов, настана голема преселба на опасните и непоправимите затворници или поточно банди, како што негудбашите наречува, од затворот во Идризово до централниот затвор Скопје. Во групата на преселниците беше и Борислав Градишки, а јас останав под блокада и изолација во Идризово, од каде летото, истата 1946 година, бев приклучен кон групата на најокорелите затворници, сместени во собата број 15. Собата, наречена штабот на реакцијата, беше под посебен строг третман и ние, над 70 бандити, бевме под исклучителен строг режим, живеевме во кафес Змијарник од политички отровници, каде што доминираа затворниците бугарофили, мал дел на големо албански балисти, група големо српски драјчевци, некој демократ и на наша жалост само македонци бевме, Градишки и јас. Кошмарот во оваа соба беше неиздржлив. Лежевме на душеме послано, со кој што имал на животен простор од 1,5 на 40 сантиметри, кој простор се стеснуваше со секој ново дојденец. Животот се одиваше како на една огромна сцена, каде полегнати, испиени затворнички тела приличаа на една жива аморфна маса. Тука јадевме, спиевме, едновремено вршевме голема и мала нужда, а одењето во дворниот клозет ни беше возможено 2 пати дневно по 10 минути. Постојано бевме под надзор на будното око на разните уфрлени провокатори и денунцијанти, па се добиваше впечаток дека се наоѓаме во некаква експериментална биолошка лабораторија. Демагошката програма за нашето политичко превоспитување, односно поправување, се состоеше во колективното читање на вестникот Борба со одбележените политички статии од полуписмениот подуправител
Илчо Јакимовски. По читањето редовно застануваше било каква дискусија или коментар, оти сите ние на свој начин бевме непријатели на болшевичкиот режим и државата. Понекогаш ќе исползував шанса да после читањето на борба се наметнам да пред аудиториумот прочитам своји стихови, што кај присутните бугарофили и србофили предизвикува револт и негодување. Тие не сакаат да го чујат непостојниот македонски јазик, па просто ме игнорира и бойкотира и не пропуштаа можност да се со мене и македонскиот јазик цинично подигруваат. Нивните провокации ме навредуваа, омаловажуваа, но истовремено ме жестеа да бидам уште побезобразен и за реванш почнав да ги преведувам стиховите на Христо Ботев од бугарски на македонски јазик и јавно да ги рецитирам. Очигледно им го загорчував животот, но на мојата лудост и палавост сакај да ја турат крај. Оваа задача си ја зеде доктор Асен Татарчев. Па еден ден ме повика на убедување, поточно разубедување. Седнавте и крст нозе еден спротив друг, на посланото душеме водевме жесток диалог. Тој во борба ја уфрли сите познати адути на големобугарската кауза, почнувајќи од фалсификатите во историјата, па се до негирањето на постоењето на македонскиот народ, нација и јазик, тврдејќи дека од секогаш на овие простори живееле само бугари и дека легитимен шеф на ВМРО е Ванчо Михајлов. Се спротивставував колку што знаев и може, но тој жестоко атакуваше дури и со најсилниот адут дека истрикому доктор Христо Татарчев, првиот председател на ВМРО, бил бугарин. Во диалогот не бев дораснат на соодветно стручно и историско рамниште, но затоа пак мојот македонски фанатизам не попушташе. На крајот му реков, дури и да е сите негови аргументи условно точни, мене тоа со ништо не ме обврзува, ниту расколебува во своите национални чувства како македонец, затоа што се тоа и чувства на македонскиот народ. Овие два куси, но индикативни исерки беа само почеток на една безпоштедна идејна борба со врховизмот, која што борба се повеќе се разгоруваше благодарејќи на Народниот суд, кој во затворот ливеруваше од ден на ден нови режимски недоволници, што беа обет на големобугарската пропаганда. За среќа, македонецот и во најтешки затворнички денови достојно ги отфрли отпадниците на својот род, оставајќи ги да талкат по ѓубриштето на историјата. Со ова исповед не сакам да се вредам во колоната на еуфоричните реваншистички букачи, спротивставени на се што е рационално и прогресивно, нити пак од јавноста барам сочувство и сожалување за мојата лична судбина, туку сакам, колку што ќе можам пообјективно, да ги разобличам сталинистичките методи на диалог, кој што го водеше црвената демократија со сите кои што и најмалку се осмелуваа да мислат поинаку. Исто така, сакам преку неколку вистински епизоди да обелоденам една континуирана борба на македонскиот народ, чии актери беа безброј знаени и незнаени честни луѓе. Цело тоа писание би останало недоречено ако за настанот на нашата група народни непријатели не би се обелодениле и автентичните белешки. Имено во времето на големосрпската окупација на Македонија, по Првата светска војна, кога беснееше и се разгоруваше безмилосната жандарска тортура
за асимилација на македонскиот народ, во давнешната 1938 година во Скопје се оформи една мала нелегална организација наречена Македонско национално движење Бунт. Оваа организација, предводена од Трајко Попов, осмена смрт и стрелан во нашиот процес, идеологот на истата Борислав Градишки, осуден на 20 години, а издржа само 12 години тешка присилна работа, немаше форма на класична илегална политичка партија, туку таа представуваше илегален национално пропаганден актив кој што по селата и градовите ја ширеше идејата за македонската национална индивидуалност. Во борбата против асимилацијата на македонскиот народ, движењето се експонираше со пишување и расфрлање на летоци, одржување на летачки нелегални состаноци, како и растурање на револуционерна поезија пишувана на македонски од нашиот соиденик Кирил Трајковски Бабчански. Иако дистанцирани од комунистичката идеологија, постоја индивидуални контакти со некои македонски комунисти, оти основно во нашата програма беше решавањето на македонското национално прашање, а формата на државноправното уредување се предвидуваше да се решава по парламентарен пат. Втората светска војна на македонскиот народ само му го смени окупаторот, така што наместо српските уединители дојдоа бугарските ослободители. Сушност, продолжуваше денационализацијата со истите брутални полициско-жандармски методи, но движењето Бунт ја засили својата пропаганда во разобличување на големо бугарската, антимакедонската и братоубиствена идеологија на агентурата на Ванчо Михајлов. Победата на антифашистичката коалиција по Втората светска војна на македонскиот народ му го наметна едностранното скопско-белградското комунистичко решение, со кое ние, а и мнозинството на македонскиот народ не се согласуваше. Од народно-ослободителната борба се очекуваше да се избори за самостојна и суверена македонска држава. Така, овој наш неизменет политички постулат за новите властодржци беше непријателски, па дури и класно неприфатлив, па од таквите соображенија станавме лесен плен на озна. Се излажавме во своите предвидувања дека ќе можеме со демократски средства и понатака да се бориме за своите македонски погледи. Од бескрајниот синџир на премрежијата што еден човек може и во најтешки маченички услови да ги издржи, одбрав еден од поморничавите инсерти од мојот казаматски живот, кој што многу пластично ги отсликува методите за физичко и психичко уништување на човекот, поради единствениот грев да се мисли поинаку од официјалното регресивно мислење. Есента на 1947 година повторно ме префрли во централниот затвор Скопје, по затворот Идризово, каде фактички беше полигонот за преоспитување, поточно, како властодржците официјално го викаа поправување. Затворот, граден уште од времето на српската окупација, мачилиште за македонските патриоти, што како таков ја продолжи својата функција за времето и на бугарската окупација, каде редовно обект за измачување беше македонецот. Просториите беа тесни да можат да ги прифатат масовно затворените отпорници на новиот режим, така што пренаселеноста се мереше со сантиметри од животниот простор. Во тоа време во Идризово се отвори погонот Препород, што на македонски значи преродба, каде затворниците, работејќи во занајчинските работилници, се издржуваа казната. Работата во Препород беше многу полесна
отколку на Тулана, каменолом, рудник или некое градилиште. Најчесто за тврдокорните немаше место во препорот, но повремено критериумот на управата попушташе ако се почувствуваше недостиг од работна сила, оти тогаш се отворија многу работилишта каде затворниците беа рекомандувани. Во тоа време најповеќе работа имаше во столарската работилница, оти беше интензивно градење на куќи и вили за другарите, па мораше освен столаријата да се за истите произведува и модерен мебел. Така столарската работилница абсорбираше многу затворници кои работеа и во ноќни смени. Како и тоа не беше доволно, во кругот на препорот се изградија бараки за живење, за да може производството да биде попродуктивно. Јас во тоа време, како свршен гимназист, представував пистен затворник. Па како таков бев ангажиран во одделението за детски играчки, каде од отпадниот дрвен материјал требаше да произведуваме играчки. За таквото креирање немав никаква представа, па нашите играчки, ако дрвените камиончиња кои што се продаваа по селските панаџури, така може да се наречат, не прилича баш на ништо. Раководител на столарската работилница беше затворникот Тале Алчев, столар од Велес, осуден со неколкумина раководители на криминалната милиција во Скопје поради злоупотреба. Поточно, тие беа осудени за кражба на златото, што беше запленето, одземано или ограбено од скопските трговци и златари, од кои неколку мина беа истрелани со мотив дека се занимавале со недозволена трговија. По кусо време мајстор Тале Алчев беше амнестиран како учесник во борбата, но и понатака остана како платен раководител во столарската работилница. Уште како затворник, тој, за да ја потврди својата верност и лојалност кон идејата и професијата кон која припаѓал, во затворот организира подкажувачка служба за која цел не бираше средства за заврбување на лабилните затворници. Интензитетот на таквата бедна и срамна дејност се зголеми кога мајстор Тале стана платен функционер на препорот, а директор беше суровиот ознаш Стево Куковски. Ги уценуваа и малтретираа затворниците ако не сакаа да прифатат соработката. Денунцијаторската мрежа на мајстор Тале беше добро разапната и со предчувство очекував кога траперите ќе ми ја одерат кожата, оти морав да го платам долгот за своето дрско и непријателско одржање пред судот. Имено Озна не можеше да ги забрави моите навредливи одговори, искажани при судењето, дека не се чувствувам завиновен за она за што ме обвинуваше обвинителот Благој Поповски и дека дадените изјави во Озна се изнудени со невидена репресија. Кога нова моја изјава председателот на судскиот совет Панта Марина ми реплицираше дека нашата власт не бие, јас неконтролирано се истрчав со зборовите оваа власт убива. Сценаријето и монтажата за одмазда другарите детално и стручно го разработиле. Имено од подкажувачкиот центар од мајстор Тале бев пријавен кај управителот на затворот Цветко Крајна, дека сум организирал саботажа во столарската работилница, а конкретно сум ги отштрафувал машините и горел во печките скроените елементи од мебел, а посебно
сум ги наговарал затворниците на неработени. Поредот на нештата, управителот Крајна го пријавува случајот во Озна и понатака се одвива по протокол. За ова подла игра ништо не знаев, но тоа не му пречеше на управителот Крајна да на едно ноемвриско попладне со врзани раце на грбот товари на джип и транспортира за Скопје. За време на возењето во неизвестност, Крајна, кој седеше на предното седиште со пиштол од врака, ми се закануваше: "Мајчиното млеко ќе го изблуеш, бандо, ке запаметиш како се саботира во социјализмот." Кога чу зборот саботажа, морници ми минаа по грбот, но ти знаев што значи такво обвинение. Сакам нешто да кажам во одбрана, но јазикот ми беше неподвижен, а устата исушена. Ме обзема кошмар и се почувствува безпомошно како мува во пајажина. И се препуштив на судбината. Имав од 22 години, казна на грбот од 12 години и веќе 2,5 годишен апсанџиски стаж, а се наоѓав пред големо животно искушение. Знаев многу добро што ме очекува во затворот, како демагошки го наречува казнено-поправителен дом, кој беше под директна юрисдикција на Озна, што имаше неограничена власт врз затворничките животи до крајот на издржувањето на казните, а слободно може да се каже и до крајот на нашите животи. Пристигнавме во централниот затвор, каде ме прифати дежурниот надзирател, капетанот од кумановските села Злате, и без да ми ги одврзе рацете, ритејки ме втурна во карцерот. Карцерот, како сега модерно го наречува самица, беше малечка просторија, метар на 2, по слободна оценка. Такви имаше 6 простории, по 3 од двете страни, а само предните 2 има надворешни пенџерчиња, додека останатите нема никаква дневна светлост, па и воздух до нив тешко допираше. Тие беа просторија во просторија. Се разбира, ме турна во најтемниот карцер. Ноќта во карцерот не можев да заспијам. Не толку од болките и врзаните раце, туку од кошмарот и стравот од измисленото, но многу тешко обвинение за саботажа. Знаев дека за саботажа следува тешка казна, а кога пак за саботер ке се прогласи осуденик, тежината на казната е крајно загрижувачка. Предпоставував што се не очекува, но не и онова што ми се случи во следните 20 на дена. Господ ми не на помош. Изутрината маршрутата продолжува. Врзан во джипот и возење по скопските улици. Како роден скопјанец, точно знаев каде одиме. Се разбира, сите патишта водеа кон Озна. Куќата на омразата, мракобесието и ужасот во самиот центар на градот. Покрај ова проклета, проколнета зграда, кај зеленото пазарче, уште како дете, баба ми ме водеше за рака, фалејќи ми се со заканите: ако сум лош, ке ме даде на лошите џандари. Нејзиното проклето проречие се исполни. И денес се прашувам дали сум навистина толку лош. Ме сместија во еден приземен карцер без дневна виделина, каде во комфорот имав само кофа за измет, каленица и дрвена лажица. Постелата ми остана некаде по централниот затвор, за да и на неа и студи, како и на мене,
во ова немливо бетонско собче. Мислите ми беа можничави и злокобни, оти во оваа куќа на злосторот доваѓа само оние на кои ми е црно пишано. Колку повеќе размислував, толку повеќе се заплеткував во собствените мисли, прогонуван од зборот саботажа. Длабоко бев убеден дека за моето обвинение немат другарите никакви аргументи, но ми беа познати средствата и методите со кои се служат во оваа куќа само и само да ја докажат својата вистина. Мошне добро знаев што се ме очекува во собствената драма и секој момент се очекуваше кривањето на завесата. 2 дена никој не ме третираше, освен што клучарите си ја обавувала секојдневната работа. Ми давала помијата за јадење и спроведувала еднаш дневно во клозетот. Во размислата се подсетив дека е денес 29 ноември, денот на Републиката, и другарите се зафатени со прославување, а јас можам и да почекам. Чекањето не ми беше долго, а и на славениците брзо им помина празникот. Епопејата почна. Стражарот рутински ме придружи до изследникот и кога вратата ми ја затврза вербот, се најдов очи во очи со гладијаторите. Тие беа двајца, а ја сам. Стоев простум, со ничкосан поглед, исплашен, а тие од своите маси упорно побараа мојот поглед. Љубезно ме поканија да седнам на гостинското столче и почна оддалеку со банални прашања, се додека директно не ме праша за саботажата. Колку и да бега под овој пеколен збор, јанката ми се стегаше околу вратот. Дамокловиот меч, како гилотиња, падна врз мене. Со тивок и засипан глас одговарав испрекинато, оставајќи печатот на несигурност и неубедливост. Моето негирање брзо ги разлути другарите, па едниот изследник, за кој мислам дека се викаше Ѓоко од Гевгелија, скокна како пантер врз мене и со првите удари ме свитка на земја. Почна неконтролирано да ме рита и гази по целото тело, па ми исправи над зидот, за да подло ми зададе жесток плексус. Рипнав како ранетот звер, а додека јас да се соземам, тој навали со серија тупаници токму во пределот на срцето. Знае песот каде удира. Лежев на земја, раскровен во главата и покусав пауза, дојде до смена. Ми приде другиот изследник, подавајќи ми рака да станам и дозволи да седнам. Тој почна соарно да ме убедува дека они се знаат, само го варат моето доброволно признание, при што пред очите ми мафташе со некаква документација. Кусиот тајм-аут ми даде мала шанса да се средам и да реагирам дека сето обвинение не е точно. Со моето затворничко искуство ми беа познати нивните трикови за само признавање, па решив и по цена на смрт ништо да не признавам, зашто таквото признание ќе ми справеше престрелачкиот вод. По пријателското убедување ми подаде молитви и хартија и ми испрати во својот кафес, за да самиот си ја подпишам смртната казна. Кога утредента на изследникот му го подадов празниот лист хартија, тој се шокира и бесно се нафрли со тупаници врз мене. Толку жестоко ме тепаше, што во еден момент забележа дека рацете ми се скочанија и ми останаа неподвижни во еден грч.
Ми нареди да ги сметнам панталоните и ме ничкоса врз дрвениот сандак за огрев и почна двајцата со суровица да удираат по мене, нешто слично кога со пиралка се удира врз платно при перење. На првите удари реагирав како риба на суво со животинско рикање, но како тоа ги нервираше, ми наредија самиот да си ја запнам устата со смрдливата чорапа. Ја извршив нивната патолошка наредба и од болки и задушување сум се онесвестил. Не знам колку сум бил во колапс, но кога почнав да се будам, забележав дека ме полевале со вода за да ме освестат. Се обидував да станам, но тешко го правев тоа, па мораше да ми помага еден од стражарите. Кога сакав да ги навлечам панталоните, тие ми беа тесни. И следниците подругливо се смееа на мојата трагикомична состојба, не заборавајќи при тоа да ми ја пцујат крвата вамаровска мајка. Двајцата стражари на раце ме однесоа во келијата и ме фрлија врз бетонот како труп. Од бол, страв и неизвестност ноќта не заспав. Ја плаќав крвава цената на својата дрскост и храброст, но и понатака не попуштав, убеден дека само признанието ќе ме однесе на бесилка. Минадоа другарите 2-3 дена поштеда, но упорноста и тврдоглавоста не попушташе и тука двете страни. Пак бев поставен на тамтелови маки. Тепањето продолжуваше уште пожестоко, дури и поквалификовано. Ме тепаа по бубрезите, при што се виткав како црв. Бев си открјосан, отечен и со модрици по целото тело. Се бараше само мојот подпис, а тоа значеше и смрт. Сосема папсав и најпосли се препуштих на судбината. Ме болеше сета снага, просто чувствував дека се распаѓам. А кога забележав дека мочам и крв, се исплашив уште повеќе. Како човек да не се плаши кога зверовите го раскинуваат? За моја среќа, најпосле кренеа раце од мене, откако крваво си го наплатија долгот. По 2-3 дена закрепнување, пак ме вратија во централниот затвор. Бев задоволен дека сето ова вака се заврши, без да потпишам било каква изјава или протокол, и си посакував поспокојно да си издржувам казната. Но пак се излажав во своите очекувања. Едно мисли анџијата, ама друго мисли тираџијата. Во централниот доброведе ми пожела управителот Цветко Крајина, разочаран што неговата пријава за саботажа не се докажа. Тој беше прекомандуван од братска помош од хрватската ОЗНА, но очигледно на македончето таква помош не му беше потребна, и тукашните ознаши има искуство добиено од разните окупаторски полиции. Беше млад човек со неполни 30 години, нервозен и сангвиничен тип, сиров и суров како пантер. Кога ме здогледа, наеднаш збесна и веднаш ми се сипа со рацете за гуша и почна силно да ме стега и удира од зид. Бандо, врескаше Крајна, тие ознаши ништо не знаат, мајката нивна. Ти мене се поред ќе ми признаеш, инако од моите раце нема излегување. Наместо очекуваното префрлување во затворскиот дел, тој нареди да ме сместат во едно сопче во управниот дел од затворот, за да им бидам под рака. Сопчето, запуштен клозет уште од турско, со поврднина метро на метро, со малечко недостаклено прозорче, попречено со една железна прачка како решетка.
Вратичката беше самоделска, низ која се прозираше друга една просторија, во која беа расфрлани разни партали и постели, сигурно од стреланите или умрените затворници. Кога ме вода на саслушување, минувајќи низ таа просторија, си ги забележав моите партали, джемперот и палтото, оти управителот наредил да ме слечат само на кошула и панталони, а на нозете скинати чорапи и налани на мескочевли. Дупката на некогашниот клозет, одамна запната, та подот представуваше една мермерна плоча. Тоа беше мојот нов дом, кој што ми го определи Цветко Крајна, со што потврдуваше дека со него нема да има шега. Навистина немаше шега. Физички и психички се чувствав очајно, а студот што навлегуваше низ отвореното пенџерче ми ги пронижуваше коските. Изнемоштен, не ме држа нозете, па морав да седам или лежам на ледената мермерна плоча. Ужас. За да ја комплетирам атмосферата на тоа време, да подсетам дека тие денови околу 10 декември 1947 година во Скопје владееше поларна зима, при што од студ и снег попадна дрвените електрични столбови. Се тоа може да го гледам како од набидувачница и болно медитирав заедно со мојот роден град. Кога ќе запатеше снежна фортуна, снегот навлегуваше во мојот дом. Ако тоа се случуваше ноќе, тогаш се разбудував под снежна покривка. Денот ми започнуваше со војничката труба, што одекнуваше од соседната касарна на Кале и тропањето на војничките цокули при марширањето во касарнскиот круг. Преку денот бев слободен, а третманот почнуваше навечер, а крајот беше неизвестен. Цветко Крајна, заедно со своите помошници Захари Булгаракис и Илчо Јакимовски, ја бараа вистината која не постоеше, без да знаат дека се и тие во стапицата на измисленото сценарио на Озна. Управата по секоја цена сакаше да ја докаже и потврди пријавата за испровоцираната саботажа во препорот. На првиот распит, ако може така да се нарече, безмилосното тепање, не ни поставуваше Крајна никакво прашање, туку одмазнички ме тепаше со тупаници и клоци, барајќи го моето самопризнание. Неговиот работен кабинет беше претворен во лабораторија за кршење на човечките коски со помошта на единствениот реквизит, еден огромен самоделски бастун, што како символ ја красеше канцеларијата. Од неговиот богат репертуар може да заклучам дека многу добро истовладал полициско-болшевичките измачувачки методи. Удираше жестоко како по боксерска вреќа, но сосема прецизно јуришаше на блокот околу срцето, а не изостануваа и ниските удири. Од каноналата на жестоките удири немав можност ниту збор да прозборам. Наместо мене тој зборуваше, навредуваше со најбогатни зборови, а цостите му беа простачки и вулгарни. Секундантите, неговите помошници, многу не реагираа, но му беа на припомош и ме подместуваа да нивниот шеф не ме промаши, убедени дека ќе дојдат и нивните 5 минути. Банално е веќе по кој знае кој пат да ја опишувам својата агонија, ужас и страв, што ми ги сервираше најхуманото општество. Кога садистите ќе се измореа физички и психички, ме враќа во својот снежен кафес, каде на мермената плоча ме одземаше белата смрт. Понекогаш ми носеа за јадење варен прас, расолница, гершла или варено ченкарно брашно,
но редовно тоа беше студена помија во зарđена конзерва, без лед и лажица, па пиејќи ја помијата, устата ми се расечуваше од ламарината. Зимските денови јако куси, бавно минуваа, грозните ноќи брзо доаѓа, а вистината се повеќе се оддалечуваше. Секој вечерните сеанси, што ми ги подготвуваше НКОД-овската полиција, остануваа без резултати. По прирочникот уште не беа применети сите рецепти и методи, така што кулминацијата беше далеку. Кога крајна ќе се измореше, а очаен оти исследувањето стои на мртва точка, бојното поле го препушташе на своите соработници да си и тие пробаат среќата. Така прв настапи Илчо Јакимовски. Обидувајќи се со арно, другарски да ме убедува за моето признание, со што би си ги скусил маките и не би го разлутувал управителот, кој може да биде уште полош. Кога и него му се колне дека сум невинни, и тој се разбесни и продолжи да ме тепа во свој стил. Имаше Илчо искуство од бугарските затвори и квалификовано знаеше како се разорува човекот. Удирите прецизно ги лоцираше на најчувствителното место, директно во бубрезите кои така веќе беа начнати. Болки до умирање. Боже, па и зверовите вака не го раскинуваат човекот. За и другиот подуправител не остане назад од играта и тој, Захари Вулгаракис, си го проба късметот. Тој додека зборуваше подло и неочекувано ме удираше со тешките гозирици по писките. Алики се, ако го примени неговиот метод, веднаш се ви признал. Имено, тој ми се закануваше дека во анусот би ни ставил везена пиперка, но за моја среќа тоа чудо не го доживеа. Во предсмртната агонија во која се наоѓав, морам да признам дека кај еден од надзирателите прозборе човештината и под собствен ризик и опасност ги прекрши правилата. Имено, тоа беше Тоне Цветановски, со темните очила кои што му го засолнуваа повреденото око. Враќајќи ме од сослушување, го забележа мојот очај, па ми фрли едно од парталавите черги од соседната просторија со забелешка дека изутрина рано ќе мора да ни ја земе. Таа ноќ спиев како во рајот. Тоа беше мојата животна звездена ноќ. Досегашните експериментални методи не родија со плод, а бидејќи мораше да се постигне целта, гладиаторите врз мене го применива и Христовото распетие. Ме легнаа на земја, грбечки, со расширени раце, кои со коленци ми ги стискаа Илчо и Вулгаракис, а крајна ме јавна преку половината врз градите и забрефтан почна со гнасната муцка и расипаните заби да ми го бара гркленот. Разулавено ги забиваше забите во моето безживотно тело. Дури и денес, по толку години, го чувствувам во душата тој смрдлив здив и ги паметам тие сини очи, крвјосани од злоба. Грозно. Утре вечерта атмосферата беше миролюбива. Седнат спроти мене, крајна строго и патетично ми соопшти. За твојот живот ние не одговараме. Ти самиот се играш со собствената судбина. Сега ќе те однесеме во еден нов карцер, па ако таму издржиш 30 дена, на 31-иот ќе си одиш дома.
никакво официјално и садистичко предупредување. Многу не верував на ова заканување, оти во затворот ми беа познати сите дупки. Но тргна малата колона во неизвестната ноќ, која ништо добро не ветуваше. Од надворешната страна на затворот, низ дворот, се упативме кон подземната просторија, што се наоѓаше под собата број 15. Рачната светилка ми го кажуваше патот кон Голгота. Се најдовме пред нови 3 карцери, уште ненаселени. Ме обутаа во средниот карцер и со пцуење ми затворија вратата. Потонав во најцрната ноќ, а во уште ми одзвонуваа последните зборови на крајна: кога ќе решиш да прозбориш, јави се. Немав сили ниту да размислувам, па така разголен како труп легнав врз мокриот бетон и се изгубив. Бев во агонија и немав никаква ориентација, но како во сон се сеќавам дека една ноќ, а може би да беше и ден, се отвори вратата на мојот гроб и светлосен сноп од батеријско пенече ми удри во очите. Го забележав како силуета крајна, како со ногата ме рита за да види дали мрдам. Па кога се убеди дека уште дишам, цинички и прозборе на хрватски: фучка се мени. Повторно потонав во длабоката ноќ, а патот кон 31-иот ден, што значише смрт, беше се покус. По мојата накнадна евиденција, во живиот гроб останав 5 до 6 дена, каде го прославив 14 декември, мојот 22 роден ден. Проклетие! О темпора, о морес! Во меѓувреме, со тропкање над зидот забележав дека имам и соседи во другите 2 карцери. Се дешифриравме и се препознавме. Сите тројца бевме со различни политички судбини. Едниот беше доктор Илија Чулев, кој не издржа 31 ден како се фалеше Цветко Крајна, па коските ко знае каде ли му гнијат. А другиот имаше среќа да по 2-3 години умре во Идризово под сомнителни околности. Тоа беше Ѓорѓи Карер. Беше 19 декември по православниот календар Свети Никола, последна инквизиторска ноќ. Во мразарникот, поточно по комората, влезе надзирателот Борис, помагајќи ми да станам. Тој е оној истиот Борис, честиот човек и македонец од прилепските села, со лузна на устата, што пред неколку дена, давајќи ми од помијата на моје огромно изненадување, тивко ми прошепоти: Гашев, не се плаши, не се предавај, не си сам. И меѓу нас има луѓе солидарни со вашата идеја и ако дојде тоа не лошото, ние сме на ваша страна. Не можев да верувам дека тоа јаве. Оти вакво нешто не можеше ниту во сон да се доживее. Молчев и мисле дека е провокација, а тој ми се колнеше дека ја зборува вистината. Бараше да нешто стори за мене. Многу не се колебав, па дури и да е провокатор ми беше веќе сеедно. Го замолив да отиде до моите домашни и да им рече само дека сум уште жив. А тоа истото да му го пренесе во затворот и на Борислав Градишки. Ме изведе од подземниот карцер Борис, спроведувајќи ме горе, и ги пренесе поздравите од домашните, кој факт по многу години се покажа како точен, а Борис во моите очи остана како голем човек. Инквизиторската тројка ме пречека љубезно. Од кога ме поканија да седнам, а наспроти мене стоеше Крајна
со своите соработници и својот монолог го започна со зборовите. Гашев, ние решивме да ја прекинеме оваа маратонска игра, што е во заеднички интерес. Ти предлагаме да ја подпишеш молбата за твоето префрлување во друг затвор од здравствени причини. Веруваме дека таму ќе ти биде подобро. Ништо не сваќав од оваа лакардија. Тие упорно инсистираа да ја подпиша молбата, за чие подпишување и не бе во состојба да размислувам. Од кога ја подпишав молбата, сите тројца скокаа од радост, што јас од тоа пак ништо не разбирав. Крајна, како Мефистофел, скокаш околу мене со подпишаната молба во рака и со иронија ми се подсмеваше. Биде ли колку си глупав, а ти изигруваш некој херој? Колку лесно ми падна во стапица. Се фалеше Крајна, па продолжи. Ние вечерва тебе ќе те стреламе. Молва ни алиби дека си сакал да бегаш при префрлување во друг затвор и при бегство спроводникот те отепал. Уште не ја сваќав сериозно оваа конструкција, но од понатамошниот диалог се ми стануваше појасно. Жал ми ти е дека вечерва ќе те стреламе. До сега сум отепал еден усташ, а ти ќе бидеш вториот. Цинички се палеше Крајна. Морници како да ми лазат по грбот и почнав да се разбудувам од летаргијата. Длабоко се замислив, тешко воздигнав, што на садистите им оставив печаток дека сум се исплашил. Да, навистина се исплашив. Оти во моментов не бев подготвен за стрелање. Ми беше жал да умрам. Оти покрај сета трагедија одгледував со криена надеж за подобри денови. Уште пожално ми беше како сето ова ќе го доживее мајка ми и браќата. Но джелатите не ми даваа многу време за разделба со самиот себе. Што се замисли курво Ломаровска, се плашиш, а? И се смееше во лице Крајна. Жал ти е за младоста, нели? Молчев и треперев, но најдов сили да не останам недоречен. Навистина ми е жал, но не се плашам. Оти и ова не е живот. До крајот на казната, а и потоа, како што тргнало, се едно е кога ќе се умре. На гробарите не им се бедни се моето пресмртно слово, па Крајна, удирајќи ми жестока шлаканица, ми истлука во лице со гнасната мрсулава плунка. Се обидов со ракавот да го избришам крвавото и мрсулаво лице, кога тој силно ме удри по раката. Што се бришеш, бандо, мајку ти еден? Не си достоен да избришеш мојата плунка од тоа гомнесто лице. До срце ме навреди Крајна. Ги стиснав зъбите, но на лицето немав мускули да го искажам својот бес. Немаше време за губење. Се требаше брзо да се одбива по сценаријето. Брзете го, нареди управителот, обраќајќи им се на соучесниците. Нека се подготви десетината за стрелање и не забравајте на лопатите.
Надзирателот Цветан Димовски со сиџин ми ги врза рацете на грб. Ѓаволот се посра во зелникот. Набрзо под прозорците забрчи джипот, а врз ламаринениот под затропа лопатите. Се е веќе готово. Нема шега. Ми дадоа знак за поаѓање, но не можев да станам, а и нозете не ме држеа. Ударите и туркањето ме придружуваа на последниот пат. Подуправителот Булгаракис ме влечеше кон вратата. Пред избезумените очи ми зева дупките на вперените пушки во исцедените гради. Соправме пред вратата и Булгаракис силно главата ми удри во вратата. Не бе во состојба да разберам што се случува во моментот, додека тој не ме предупреди. Слушај, бандо, слушај што зборуват за тебе. Во кошмарот слушнав гласови од другата страна на вратата, но уште ништо не разбрав. За миг малку се соземав и го препознав гласот на крајна, како прашува еден од затворниците, чиј глас добро ми беше познат. На прашањето дали ме познава и што може да каже за мене, треперливиот глас исплашено зборуваше зад вратата. Да, тој ни зборуваше да не работиме и дека оваа власт нема долго да остане. И собиваше младите околу себе. Енергично одговорив дека лаже. Веднаш потоа го чув и вториот глас, кој што исто така ме обвинуваше дека сум зборувал за самостојна Македонија. По инерција реков дека и овој лаже, а за награда главата Булгаракис силно ми ја удираше во вратата. Наред дојде и третиот свидетел, за кого побарав да се соачам. Се погледавме очи во очи. Тој си од возбуден го одбегнуваше мојот поглед. Не ги осудувам. Од ја зборува вистината, а и не можам да им префрлам што до крај не можеа да издржат тортурата. Последниот чин од ова морничава драма морално ме порази повеќе од колку сето досегашно безумие што се истори врз мене. Не разочараа луѓето во кои што верував, а за наравучение не верувам повеќе во човекот и со тој комплекс го живеам животот. Не можев да се додржам на нозете и бев готов да паднам, но инквизиторите беа великодушни во својата победа. Ми дозволија да седнам и подадоа вода. Психички до крај скршен се обидов да ги скротам емоциите. Сватив дека лакардијата околу саботажата заврши, а за нивна сатисфакција проблемот го префрлија на политичко поле. Ја прифатив играта и присобрав сили за монолог. Зборував тивко, засипнато и испрекинато. Потекнувам од комитска фамилија, каде организацијата и Македонија биле единствена преокупација. Со тие зборови ја почна вкусата беседа, но тие кои што ме слушаа и да сакаа не можеа да ме разберат. Впрочем, што знаеше Цветко Крајна како Хрват или краишки Србин за Македонија? Или пак гркот Захари Булгаракис? А пак интернационалистот Илчо Јакимовски
беше преокупиран со диктатурата на пролетаријатот. И упорно молча, ме слуша, но погледите не ни се сретнуваа. Не ја признам саботажата и по цена на смрт, каде што ме поведовте. Се обидов да бидам категоричен. А пак што се однесува до моето политичко делување во затворот, ќе ви кажам она кое што вие и самите го знаете. Во затворот се води идејна војна помеѓу младите и старите, како меѓусобно се нарекувавме. Ние младите, поточно централистите, се спротивставувавме на големо бугарската и ванчовистичката пропаганда и на големо српската експанзионистичка политика во Македонија. За големо чудо присутните не дадоа никаков коментар, само што управителот сосема службено нареди: одврзете го и одведете го. Си ги најдов порталите и оноистиот надзирател, добриот Борис, ме спроведе во затворскиот дел. Спроведувајќи ме, почувствував дека му е мило што најпосле куртулив, но сепак како за себе си рече: јака ти душа. Кога влегнав во една од затворските соби, затворниците се исплашија кога ме видоа, оти су им заприличал на авет. И на крајот, коментарот го оставам на сегашните и на идните генерации, а јас, како христијанин, само ќе речам: прости им, Господи, оти не знаат што прават.